Советниците при Советот на општина Куманово денеска ја изгласаа одлуката за поскапување на цените на такси превозот, иако такси превозниците веќе трета седмица само иницијативно наплаќаат поскапа услуга. Поради рекордно високите цени на бензините, услугата е поскапа за 20 денари. До сега беше по 60 денари за возење до 2 километри, а сега чини 80 денари и за секој нареден километар по 40 денари. Од советничката група за Наше Куманово дадоа поддршка за оваа точка, нагласувајќи дека секое поскапување е непопуларна мерка, но нагласија дека мора да им се излезе во пресрет на такси превозниците, бидејќи горивата се со највисока цена до сега. Такси компаниите исто така се сретна со друг проблем, тоа е со покачување на минималната плата, со што и самите придонеси им се покачени и сега и они имат изголемени трошоци. Ако на сето тоа ги додадеме и они секојдневните трошоци на годишно ниво што ги имаат, како што се регистрација на возило, технички преглед, вонреден, редовен, осигурување на патници, замена на пневматици, сервиси на кочници на самото возило, баждарење 2 пати годишно на противпожарниот апарат, потоа они имат исто и лекарски вадење лекарски уверенија, лиценци, поправки при физички оштетување на возило и така натаму, што значи дека тие навистина се во незавидна состојба и не може да ги покријат во потполност своите побарувања со цената која моментално ја имаат. Сметам дека ако не го прифатиме ова покачување, ние ќе придонесеме само уште повеќе да се зголеми бројот на диви таксисти, со тоа што овие веќе што возат, ќе ги вадат таблите, ќе возат на диво, и наместо да го решиме тој проблем со диви таксисти, ние само уште повеќе ќе го поттикнеме да се зголеми нивниот број и со тоа да ја поттикнеме и сивата економија уште повеќе да се развива. А како град ќе изгубиме лиценцирани компании кои што плаќаат давачки. Координаторот на советничката група на СДСМ Александар Јовановски истакна дека во најголем дел се согласува со говорот на неговиот колега, но праша зошто Советот досега не реагирал и не ја покачил цената и што направил инспекторатот, бидејќи покачувањето е направено спротивно законот. Имаме ситуација, онака кажано, полузаконие. Ги качуваат цените мислам се покачени, зголемени, а нема никаква одлука. Па дали инспекторот излегол на терен, ме интересира, дали е направен некој записник, колку записници се направени, што е превземено во тој дел, бидејќи со закон знаеме дека, како што каже и Дарко, општината ги баждари ги наплаќа од вклучувањето на таксиметрите, дали воопшто овие 3 недели, колку што мислам дека се биле вклучувани таксиметрите, дали инспекторатот излегол на терен и тука општинската администрација мора да си превземе одговорност. Ме интересира дали воопшто постоело некаква комуникација помеѓу превозниците или представници на тие превозници, дали имаат здруженија, колку се, немаме никаква информација, а сме ставени пред свршен чин како советници да гласаме некое покачување. Кое што пак ќе кажам е за жал логично и такси превозниците се соочуваат, се едни од најпогодените со оваа криза и со овие поскапувања. И минатиот совет, бидејќи еве сега чепнавме во таа тема да коментираме за минатите состави, минатиот состави исто така имаше покачување, мислам од 50 на 60 денари, па председателката на советот, вашата предходничка, излезе, кажа за немање на економска исплатливост, ја оправдавме таа одлука, а не сега тука да се криеме и со наведнати глави да видиме дали ќе гласаме или не. Поради ова што го наведов и на што реагиравте, ние нема да го поддржиме овој предлог затоа што сме ставени пред свршен чин. Председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска одговори дека имало допис од такси превозниците, но немале доволно време за да реагираат. Ги има примено раководителот на секторот, не сакале воопшто да слушат дека тоа е незаконски, затоа што очигледно дека, како што се вели народски, нож до коска дошло и кај нив, затоа што во прашање се екзистенција на многу семејства на лиценцирани таксисти. Јас како председателка мислам дека иако не поминале, не заминале како совет, не е исправно, не е регуларно, институциите сигурно реагирале на терат, меѓутоа јас
Ја поддржувам ова одлука да се покачи такси превозот и мислам дека е соодветна на овие услови каде што нафтата и енергенсите се качуваат постојано, мислам дека и ова ќе биде многу малку. Цената на услугите на такси превозот во Куманово последен пат беше промената во 2018 година.